Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Велика сабота е последниот ден од страдалната недела, бидејќи се исчекува радосната вест за Христовото воскресение Великден. Лекарите со апел до граѓаните да бидат внимателни и да не претеруваат со консумација на масна храна и алкохолни пијалоци за време на престојниот празничен период. Иницијативата Тетово сака парк на средба со тетовскиот градоначалник за да се разгледа предлогот градот да добие вистински парк. Велика сабота е последниот ден од страдалната недела, бидејќи се исчекува радосната вест за Христовото воскресение Великден. Православните христијани вечерва ќе се упатат во црковните храмови за да го одбележат доаѓањето на најголемиот христијански празник. Велика сабота е денот меѓу смртта и воскресението, меѓу петок и Великден, денот што ги спојува распнувањето и радоста. И за овој ден во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово ќе се одржат свети божествени литургии, кои ќе го наговестат Христовото воскресение Великден. Денес е света и велика сабота и во овој ден се спомнуваме за слегувањето Христово во адот, кога Христос умрел на крстот, бидејќи имал потполна човечка природа и човечка душа и човечко тело, со душата одел и им проповедал на душите кои што биле во адот. Сите кои поверувале, им ги отворил вратите на адот и ги возвел во својот покој, во своето блаженство. Значи, со душата е во адот, а самиот како Бог е на небесата, а неговото тело во овој ден пребива во гроб и затоа тоа е ден на одмор, ден на покој и затоа во стихирите пееме дека тоа е најблагословена сабота, но сме во моменти на исчекување на воскресението. Се уште постиме, се уште се страдуваме и заради тоа на велика сабота според типикот постои обичај свештеникот до пола литургија на вечерната да служи во темни одежди, а потоа од пола литургија да се преслече во светли одежди. Постојат храмови каде на алилујарот се фрлаат цветови, се звони, со што веќе се наговестува радоста на самото воскресение. И затоа Господ го создал за 6 дена светот, а седмиот го благословил за одмор, а седмиот ден е саботата. И така како што го благословил седмиот ден за одмор, сабота, во тој ден и неговото тело во гробот одмара. Иако ние саботата веќе не ја празнуваме како центар, бидејќи Христос воскресна и затоа приоритет даваме на воскресението и го празнуваме не седмиот, туку првиот ден од седмицата. Тоа е сето што се случува велика сабота, се одбележува со света литургија, со вечерна богослужба, многу луѓе се причестуваат во тој ден. И со тоа веќе се полека постот доаѓа до својот крај. На Велика сабота ноќта на полноќ се објавува најрадосната вест, веста за Христовото воскресение. По повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден, честитка до православните верници упати митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Возлюбени члена на Тетовско-Гостиварската православна епархија при Македонската православна црква. Нема поголема вест за човекот и светот од најрадосната вест за победа на животот над смртта. Со тој непофутлив настан, Бог ни објави дека се ново создава и дека кој е во Христа, тој е ново создание. Со воскресението добија смисла и небото и земјата, и човекот и светот, и времето и вечноста. Нека светлината на Христовото воскресение ви ги осветли вашите срца, а неговата бесконечна љубов го благослови вашиот живот и вашиот дом. Христос воскресна, навистина воскресна.
Православните верници ги прават последните подготовки за утрешниот христијански празник Христовото воскресение Великден. Домаќинките ги бојадисуваат великденските јајца и ја подготвуваат храната која ќе ја принесат на трпезата. Во продолжение Митана Петровска, една од вештите жени на град Тетово, споделува техники на бојадисување јајца и рецепти за вкусни јадења. Денеска е сабота, велика сабота, пред Христовото воскресение, најголемиот празник во нашето православие Великден. Во четвртокот, како и секоја домаќинка, си вапцав само 3 црвени јајца колку за адет. А денеска, пошто е сабота, ги вапцувам останатите јајца. Сега тие денеска можат да видат во најразлични бои и декорации. Јајцата прво ги вариме така, без боја. Приготвуваме најразлични бои по желба, црвена, зелена, плава, жута. Ги раствараме со врела боја во финџалче. Посебни финџалчиња и лажичиња. И после, откако ќе ги свариме јајцата, додека се врели уште, земаме и кухинска книжна салфетка, земаме едно врело јајце, го завиткуваме во хартиената салфетка, ставаме од сите бои по малку, го завиткуваме и го оставиме да се олади. После тоа, се добиваат овие најразлични шари што можете да ги видите. И најпосле се премачкуваат со зејтинче, една салфетка со зејтин. Сега, освен јајцата, за овој наш најголем христијански празник, ние приготвуваме од се по нешто. Например, јас направив едни великденски колачи, кои што се исто така многу лесни, брзи и вкусни. Овој рецепт содржи 1 диго квасец, 100 грама кокос, 200 грама гриз, околу пола кило брашно, 3 јајца, 3 финџали зејтин и 3 ванили. Сето тоа заедно се замесува и се остава да кисне. Штом ќе скиснат еднаш, се прават фигури по желба. Јас, например, овие ги ставив во модлици. А може да се вадат и со чаша. Овие јас ги направив по чест на нашиот празник со пиленциња, зајчиња, кошнички, најразлични декорации. Секој може по свој вкус и декорацијата да си ја направи. Откако ќе ги формираме, ги оставаме уште еднаш да покиснат и потоа ги париме со шербет. 1 кило шеќер, 1 кило вода, 1 сок од 1 лимун и 1 ванила. Се пари, што е најважно, врело на врело. Сега, освен колачите, јас се потрудив да направим и еден солен венец. Овој солен венец го направив од 1 кило брашно, пола кило млеко, во кој што надоаѓа 1 квасец, 2 јајца, 2 лажици шеќер, 1 лажица сол. Сето тоа се замесува и се остава да кисне. Откако ќе скисне, потоа се прават
кифлички, венци, разни фигури. Многу е исто интересен и лесен и вкусен. Лекарите со апел до граѓаните да бидат внимателни и да не претеруваат со консумација на масна храна и алкохолни пијалоци за време на предстојниот празничен период. Почесто хранење, но во помали количини. Ова го апелираат лекарите до граѓаните во пресрет на празничните денови. Со оглед на тоа дека великденските празници се време на дружење и богати трпези, сепак лекарите препорачуваат луѓето да бидат внимателни со претераната консумација на масна храна и алкохолни пијалоци, особено оние кои го практикувале великденскиот пост. Сигурно треба да се размислува количеството на внесена храна, пошто храната, знаете, традиционална за Великден представува една масна, количински храна која што организмот не може да ја поднесе, односно тој е навикнат на едно друго ниво и затоа треба почесто помали количини да се внесуваат, добро да се жвака храната и што е многу битно и благопријатно да се внесуваат витамински, салати, например. Во шеја исто така се препорачува и многу течности. Течности, нели од типот на супија, не мислев на некои други течности што можат да делуваат пак штетно на организмот и се разбира движењето исто така помага овој период, за да се вратиме на некоја избалансирана исхрана, за да немаме проблеми од типот на гадење, поврашење, надуеност и многу други дигестивни симптоми кои што можат да се јават и како акутен процес, па некои од пациентите дури и да завршат на терапија. Доктор Светлана Трифуновска вели дека се уште не треба да се опуштаме со однесувањето во насока на заштита од коронавирусот, кој се уште е присутен. Коронавирусот си постои, гледате дека вака ако кажеме дека како што во комши имаме мерки, како што пазат, значи се очекува некој друг бренд, многу би било важно да се работа на билдање на имунитетот, исто така да се прават тие прошетки во природа, да нема големи собирања. Гледате, опуштени се мерките, но сепак можете да си држите некоја актуелна дистанца и би апелирала кога влегувате во простори како што се ординации, одредени затворени простори каде што се уште е задолжително маски, да се размислува на тој момент за да не изненади периодов пак некој голем бран што потоа потешко ќе се справиме со него. Иако ситуацијата со епидемијата е постабилна, сепак препораките се празниците да се поминуваат во помали групи во кругот на семејството. Променливо облачно време, но за време на празничниот период се очекува стабилизација и покачување на дневните температури, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Утренската температура ќе биде околу 9, а дневната ќе достигне до 21 степен. Инаку преку денот ќе дува и слаб до умерен ветер од западен правец. Стабилно и потопло време ќе биде и во недела како и во понеделник, а дневните температури ќе бележат тенденција на пораст. Така во неделниската температура во Башкиот регион ќе се спушти од околу 6, а дневната ќе достигне до 24 степени, а во понеделник до 25 степени. На барање на иницијативата Тетово сака парк се одржа средба со тетовскиот градоначалник на која се разговарало за позициите на општината и очекувањата на граѓаните јасно изразени преку поддршката на предлогот Тетово да го добие својот прв градски парк. Предлогот не е реализација на проект, туку отпочнување на процес, кој значи сеопфатно и темелно спроведување на различен тип постапки со цел создавање на услови за формирање на градски парк. Тетовчани не се откажуваат од идејата градот да добие вистински парк. Откако делумно се разочара од ставовите на советниците, овој пат на барање на граѓанската иницијатива која покрена оваа идеја, нејзини представници се сретнаа со градоначалникот Билјалка Сами. На неа гледаат како позитивен исчекор. Ние не планираме да престанеме, затоа што ние планираме да живееме во овој град. И нема причина која што ќе не поколеба и ќе речеме до тука бивало, натамо нема. Ние ќе продолжиме да бидеме гласни во однос на сите незадоволени потреби кои што граѓаните ги имаат во градот, а тоа не е само градскиот парк, тоа е еден од поголемите, еден од повоочливите, но такви
за волја на вистината има многу. Иако од нивна страна акцент се става на лошата финансиска состојба и несреденоста генерално на општината, ние сметаме дека проблемот во најголема мера лежи во недоволната екипираност и недоволната вклученост на граѓаните, недоволната транспарентност на општинските органи, кој што не е само во овој градоначалнички мандат, туку веројатно корените се длабоки од претходно, но мислам дека и недоволното познавање на можностите кои што компаративните искуства од други градови говорат за многу успешни модели на решавање на слични прашања. Надеж во целата ситуација дава договорената средба на стручни лица од двете страни за суштинска расправа за рамката за конкретно решение. Се надеваме дека стручните лица многу по-длабоко и многу по-суштински може да се разберат и дека во таа ситуација лаичките изговори ќе немаат место. Ние се надеваме дека ќе имаме позитивни придвижувања следниот период. Успех е она што значи дека сме постигнале од една точка А, која што добро утврдена и многу децениска, ќе придвижиме општо односот на општината кон самите граѓани, задоволувањето на нивните потреби во една точка Б како една посакувана состојба и ќе продолжиме да негуваме соработка со општината, иако ние кажавме пред малку и пред извесно време. Касами во изјава за медиумите рече дека ја поддржува идејата и ги охрабрува да продолжат како иницијатива која ќе се залага за остварување на граѓанските права, но без конкретни детали за можностите за реализација. Идејата е одлична, јас ги поздравувам, ги охрабрувам да продолжат, затоа што на тето и треба такви иницијативи кои ќе се залагат за остварување на нашите заеднички права и јавни права кои ни недостасуваат во ова модерно време кога сите трчаме по нашите лични права, по нашиот личен интерес, треба да има такви иницијативи. Искрено разговаревме за сите можности и им ја укажав мојата заложба дека и нив и другите здруженија од јавниот сектор ќе ми бидат партнери во идното водење на Тетово кое сите го сакаме. Иницијативата Тетово сака парк, граѓанскиот предлог подпишан од над 60 интелектуалци до општината го поднесе на 21 февруари. Бараат да се направи вистински парк во градот познат по аерозагадувањето и градежната експанзија, затоа што сега има 0,2 метри парковска површина по жител, наместо препорачаните 9 метри квадратни. Градскиот парк би го опфатил просторот на спортскиот центар, жена паркот и поранешните предпријатија Шик Јелак и Монопол. Санкционирани 513 возачи кои не ги почитувале своите обврски кон пешаците во изминатите 3 и повеќе месеци на Тетовското гостиварско подрачје. Полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата Тетово во изминатите повеќе од 3,5 месеци од оваа година преземаше и презема бројни контролни и други мерки за поголем сообраќаен ред и безбедност на подрачјето, пред секога станува збор за паркирањето, односот на возачите кон пешаците, но и на пешаците како учесници во сообраќајот. Во рамките на овие контролни активности исто така посебен акцент им е ставени на нерегистрираните и пребучните возила, како и на управувањето без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Во овој период вкупно санкционирани се 513 возачи кои не ги почитувале нивните обврски кон пешаците, односно за недавање предност на минување, како и 70 пешаци кои направиле прекршоци, најмногу со непрописно преминување на улиците. Покрај тоа санкционирани се и 25 мотоциклисти, пред се за некористење на заштитна опрема, односно шлем. Во споменатиот период исто така поради истечена регистрација повеќе од 6 месеци или бучавост, времено биле одземени 50 возила, мотоцикли, патнички и други возила. Ваквите активности со несмалено темпо и динамика ќе продолжат и во наредниот период, затоа што предстои зголемена фреквенција на подрачјето и посебно по доаѓањето на времено вработените од странство. СВР Тетово повторно со апел до сите учесници во сообраќајот максимално да ги почитуваат важечките знаци, правила и прописи и наредбите на полициските службеници кои секојдневно го регулираат сообраќајот. Со тоа најнепосредно ќе придонесат за помалку мешаници и за поголема безбедност на автопатот Гостивар Тетово Скопје, околните регионални патишта и на тетовските улици, особено во централното подрачје.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.